Безобразието на политичарите треба да се забрани со закон, односно треба да им се укине можноста парите на народот за да бидат злоупотребувани бесконечно, став е на партијата Левица. Најголем дел од министрите кои што повеќе не се дел од владата, максимално користејќи ги сите функционерски привилегии, ќе продолжат да земаат плата од буџетот на Република Македонија и по престанокот на нивната функција, односно така наречена апанажа. Се вели во соопштението од Левица, на листата на министри кои што се пријавиле да земаат плата и покрај тоа што не се на функција, се и Радмила Шекеринска, Мила Царовска и Никола Димитров, функционери кои по своите анкетни листови располагаат со милионски имот. Од партијата додаваат дека наспроти привилегиите кои бесрамно ги користат овие потомци на црвената буржуазија, обичај работник во Република Македонија кој ќе остане без работа, може да зема само 50% од просечната нето плата и тоа под услов само ако има минимален работен стаж од 9 месеци без прекин или 12 месеци со прекин. Од друга страна, за министрите не се предвидени никакви услови, па така ним им следува 100% од платата која што ја земале додека биле министри, а за министерување од 24 месеци, законот предвидува можност за земање на апанажа од 12 месеци. Додека пак едно невработено лице за да зема надоместок по основ на невработеност 24 месеци, потребно е да има работен стаж од 25 години. Од Левица наведуваат дека воопшто не изненадува фактот дека ниту еден од овие министри во време на економска, здравствена и енергетска криза не се откажа од оваа привилегија, затоа што истите се и главни генератори и виновници на сиромаштијата, криминалот и класната раслоеност која владее денес во државата. Пратениците на Левица до собранието на Република Македонија ќе поднесак предлог закон за изменување на законот за плата и други надоместоци на пратениците во собранието и други избрани и именувани лица во Републиката, со цел укинување на апанажата, се вели во соопштението. Инаку во анкетните листови на Шекеринска, Царовска и Димитров, меѓу другото стои дека поседуваат по неколку куки, плацеви како и девизни и денарски сметки, вредни уметнички дела и накит.